игри без граници. Македонија, но и Балканот денеска се сеќаваат на Тоше Проески, кој пред 18 години трагично го загуби животот во сообраќајна несреќа кај Нова Градишка на пат кон Загреб. Впрочем, на легендарниот Тоше се сеќаваме секој ден во сите овие изминати години. Неговите песни уште со истата силина не греат и прават горди, додека Тоше беше дел од нас. Животот на Тоше заврши во годината кога одбележуваше 10 години успешна кариера и кога таа почна да станува меѓународна. Но за жал, албумот на англиски јазик што го подготвуваше беше постхумно промовиран. Тој музичката кариера ја почна со победата на Мелфест во Прилеп во 1997 година и од тогаш настапуваше на сите значајни фестивали во земјава и регионот, а во 2004 ја представуваше Македонија на Евровизија. Објави 7 албуми, а последниот, Игри без граници, беше промовиран 2 недели пред несреќата, на последниот концерт што го држа на 5 октомври 2007 година на градскиот стадион, кој денес го носи неговото име. Се уште се слуша ехото од вчерашната посета на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен на Македонија. Во тој оддек има и некои работи кои останаа недообјаснети за јавноста. Да, таа јасно побара смена на уставот и јасно укажа дека топката е во македонскиот двор. Сепак тоа не е нешто ново. Напротив, многу пати сме го слушнале. Но заинтригира кратко напишаното од фон дер Лајен дека Европската унија е подготвена. И тука е нејаснотијата, а бидејќи избегна средба со новинари, се скрати можноста таа да добие прашање на што конкретно Европската унија е подготвена кога се работи за македонското евроинтегрирање. Флоскулата целосно ја поддржуваме вашата земја на нејзиниот пат кон Европската унија и сега ја добивме и многу пати сме ја слушнале низ годиниве. Сега беше добра прилика бриселската функционерка да каже нешто далеку по-конкретно и по-прецизно. Што Македонија да очекува од Брисел за време на преговорите? Тоа објаснување го чекаат и го заслужуваат македонските граѓани. Бујар Османи синоќа откри дека добил директна порака од висок представник на Европската унија и веднаш ја пренесе на својот собир во Чаир. Му дале задача, како што тоа го правеа европските дипломати кога беше министер, да го праша Али Ахмети и лидерите на нивната коалиција дали можат да се обврзат пред Брисел дека веднаш по октомври ќе се формира новата влада и ќе се изгласаат уставните измени. Ова збунува, но како и да објаснува дека Дуи се уште живее во илузија дека се фактор на власт во Македонија. На социјалните мрежи се почесто има прашања, коментари од граѓаните дали Османи се уште не сватил дека се кандидира за градоначалник на Чаир, а не за министер или за европратеник. Тој може и понатаму да си ја тера својата европска кампања полна со зборови: стратегија, реформи, устав, ЕУ, инклузија. Но не треба да заборави дека градоначалникот на Чаир не се избира според љубовта и покорноста кон ЕУ, туку по тоа дали улица ќе биде без дупки, дали има доволно место за дечињата во градинките, коментираат граѓаните. Во рамки на годишните средби на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка, министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска во Вашингтон оствари средби со представниците на Трезорот на САД, на која била разгледана досегашната соработка и дефинирање на идните приоритети во областа на јавните финансии, буџетот, даноците, јавниот долг и финансискиот систем. Министерката Димитриевска-Кочовска нагласила дека стратешкото партнерство со Трезорот на САД представува значаен поттик за унапредување на јавните финансии и институционалните капацитети во Македонија. Оваа соработка ни овозможува да воведеме високи стандарди во фискалната политика, да ја зголемиме ефикасноста во буџетското планирање, истакна министерката. Од печатницата Киро Дандарово Битола утрово почна дистрибуцијата на доверливиот материјал до општинските изборни комисии за гласањето на локалните избори што ќе се одржат во недела. Партиите и кандидатите уште денес и утре на средби со граѓаните ќе се обидат да им кажат тоа што пропуштиле во изминатите 20 на дена. Утре на полноќ кампањата ќе се смири, барем во јавноста. Гласачите во изборен молко 24 часа ќе можат на мир да одлучат на кого ќе го дадат својот глас. Денеска во изборната хроника на Прва Скопска телевизија ќе ги погледнете интервјуата со кандидатите за градоначалници за Скопје на Левица Амар Мециновиќ и на СДСМ Каја Шукова.
Во Македонската филхармонија вечерва од 20 часот ќе се спушти завесата на 48-то издание на фестивалот Денови на македонска музика. Завршниот концерт ќе биде посветен на 100-годишнината од раѓањето на композиторите Кирил Македонски и Властимир Николовски, со програма што ги представи нивните значајни дела и трајното влијание врз македонската музичка култура. Влезот за концертот е слободен. Како прва членка на Европската Унија преку која патниците од регионот влегуваат во Шенген зоната, Хрватска стана тест за новиот систем EES за регистрација на патници од трети земји на кои не им се потребни визи за влез во Европската Унија. Првите денови на примената на хрватските гранични премини донесоа и проблеми со долги редици и конфузија меѓу патниците. Некои патници по навика се упатиле кон лентите означени со пасош на ЕУ, пошто добиле парични казни. Задолжителната регистрација при првиот влез во земјите на ЕУ важи и за македонските државјани. Супермаркетите во Грција најавија намалување на цените на над 2000 основни производи. Ова се случува по иницијатива на тамошната влада и намалувањето ќе биде во просек за 8%. Иницијативата потекнува од Министерството за развој, а нејзината цел е да ги убеди трговските синџири да го намалат својот просечен профит кај овие производи во полза на општеството, а особено на ранливите групи, пренесуваат тамошните медиуми. Намалените производи опфаќаат околу 10% од вкупниот асортиман во супермаркетите. Целта на владата е пониските цени да се задржат најмалку до крајот на годината. Европската Унија планира изградба на зид од дронови до крајот на 2027 година како дел од новата одбранбена стратегија. Овој проект е дел од пошироката иницијатива за модернизација на воените капацитети на ЕУ, која се фокусира на технологија за борба против дронови, воздушна одбрана и свемирска безбедност. Целта е да се создаде мултислоен систем за откривање, следење и неутрализирање на дронови, како и за прецизни напади врз копнени цели. Проектот ќе биде интегриран до крајот на 2027 година, а целосно функционален се очекува да биде до крајот на 2028 година. Евростат објави дека индустриското производство во ЕУ во август се намалило за 1% во споредба со јули, предизвикувајќи загриженост за економската состојба на регионот. Најголем пад бил забележан кај производството на капитални добра, каде намалувањето е за 1,6%. Меѓу земјите членки, најголем пад регистрирале Германија со 5,2%, Грција со 4,5% и Австрија со 3,1%. Експерти предупредуваат дека сето ова ќе ограничи конкурентноста и економскиот раст на ЕУ во наредниот период. Првиот кинески контејнерски брод што ја користеше новата трговска рута преку северниот морски пат пристигна во британското пристаниште Феликстон по патување од 20 дена. Предходно бродовите од Кина до Европа преку традиционалниот пат преку Суетскиот канал пловеа по 40 дена. Покрај времето кое е преполовено, направена и заштеда на гориво само на еден брод од 1 милион евра. Ова е значаен геостратешки успех и на Русија, која ја има контролата над оваа стратешка рута, што ја расчистува со моќни нуклеарни бродови мразокршачи. Американскиот председател Доналд Трамп потврди дека ја овластил ЦИА да спроведе тајни операции во Венецуела, а како причини ги наведува ослободувањето голем број затвореници, меѓу кои пациенти од психијатриски установи, кои нелегално се префрлани во САД, како и големиот прилив на дрога од Венецуела. Останува прашањето дали Трамп сака и соборување на председателот на таа земја, за кого САД распишаа награда од $50 милиони. Во меѓувреме во Венецуела се вршат воени вежби и се мобилизираат воени, полициски и цивилни сили за одбрана на земјата. Пакистан и Авганистан објавија привремено примирие од 48 часа по неколкудневните интензивни гранични судири, со неколку десетици загинати и ранети на двете страни. Според соопштенијата, примирието било иницирано од Авганистан, додека Пакистан го поддржал како можност за смирување на ситуацијата. Конфликтот ескалира поради обвинувањата од Пакистан дека Авганистан ги поддржува милитантите од пакистанските талибанци, што владата во Кабул категорично го негира. И покрај привременото примирие, граничните премини остануваат затворени, а напнатоста во регионот продолжува.